Zdravo i dobrodošli во уште едно видео на каналот Ти можеш. Јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој, коуч под супервизија по програмата ОЛИ, а темата на денешното видео се пак емоциите, односно во претходното видео само ги набројав 35 емоции, а во ова и во следното видео подетално ќе ги објаснам да можеме да ги препознаеме кај себе и кај другите луѓе за подобро да се разбираме и да имаме подобра и поуспешна комуникација со другите, но и поквалитетен живот за себе. Задоволството е емоција која се јавува кога ќе задоволиме некоја наша желба или потреба, независно дали се работи за нешто што е само наше, лично, интимно, или некакво задоволство од работата во односите кои ги остваруваме со другите луѓе, со блиските, со партнерот, или пак од некоја ситуација во која што сме постигнале некои резултати кои можеби и не сме ги очекувале. Задоволството е емоција која што го прати личниот раст и развој на поединецот, правото да се избере слободно, да се чувствува човек слободен и слободно да расте и да се развива. Задоволството не е себичност. Да умееме да чувствуваме задоволство е нешто што е неопходно, потребно, дел од нашето секојдневие, дел од нашиот прогрес. Да се одложува задоволството е здраво. Велат дека понекогаш кога го одложуваме задоволството, тоа ни носи и поголемо задоволство. Чувството на смиреност е тесно поврзано со задоволството, задоволувањето на потребите и желбите, остварувањето на целите, плановите, ни носи известна смиреност, меѓутоа смиреноста е често поврзана со чувството на сигурност. Сигурноста е релативна, но се смета дека луѓето во сигурни и безбедни средини се чувствуваат многу посмирени. Вистинскиот предизвик во развојот на личноста и созревањето е да се чувствуваш смирен и тогаш кога ситуациите не се толку сигурни, со луѓе со кои не се чувствуваме сигурни, затоа што иако нашите чувства се предизвикани од надворешни настани и случувања, сепак ние бираме како ќе се чувствуваме. Магијата да се чувствуваш смирен додека и не е се толку мирно и додека не си во сигурна и безбедна средина е една вистинска магија на животот која се учи и се развива во текот на животот. Довербата е чувство кое најчесто се врзува со другите и за да имаме доверба ни треба некаква искуствена потврда од постапките и односите со другите, за тоа дека тие се добронамерни, дека можеме да им веруваме, дека се одговорни, дека го одржуваат дадениот збор. Меѓутоа, довербата е исто така нешто што е наше лично и интимно, и ако ние немаме базичната доверба во себе, тогаш многу тешко ќе стекнуваме доверба и во другите. Ако немаме доволно доверба, тоа се поврзува најчесто со детството, односно со тоа дека не сме стекнале доверба во нашите родители или дека сме растеле во односи кои не биле градени на доверба, но тоа не значи дека во текот на животот не можеме да го промениме. Она што е битно е најпрви да имаме базична доверба. Ако немаме доверба во себе, нема да имаме ни во другите. Често луѓето знаат да кажат дека довербата тешко се стекнува и лесно се губи. Сепак сме тие ние кои одлучуваме кому ќе ја дадеме својата доверба, колку често ќе го правиме тоа и со што е поврзано, односно што ни е нас битно, а што ни е помалку битно. Довербата е многу битна во меѓучовечките односи, како и во партнерските, така и во пријателските, така и меѓу членовите на семејството, и би било убаво да ја развиваме доколку ја немаме. Благодарноста е нешто што се учи низ животот, а моќта на ова чувство да го разбудиме, да го препознаеме, да го артикулираме, да бидеме постојано благодарни на животот пред се, на можностите кои ни се дадени, е нешто што ни овозможува да освестиме многу важни работи во нашиот живот, да освестиме колку имаме. Секогаш имаме нешто на што треба да бидеме благодарни. Секогаш кога наутро ќе ги отвориме очите и ќе сватиме дека ни е даден уште еден ден на дар, дека тој ден може да ни донесе многу можности, многу избори, дека
имаме љубов во очите на најблиските, дека можеме да ги прегрнеме, да поразговараме со нив, дека сме здрави, дека се чувствуваме добро, дека имаме со кого да го споделиме тоа, а потоа се друго. Благодарноста ослободува и ни овозможува полесно да се носиме во тешки ситуации, да ги надраснеме и да ги преживееме. Гордост е емоција која што чувствуваме кога ќе направиме нешто, кога ќе завршиме нешто, кога ќе постигнеме некој успех, кога ќе направиме добро дело. Можеме да бидеме горди и на успесите и постигнувањата на луѓето кои ни се блиски, на нашиот колектив, на успесите на нашата земја. Гордоста е чувство кое што е многу блиско со задоволството, што значи дека е поврзана со сите оние ситуации и настани кои што ни носат задоволство. Мислам дека во последно време малку се злоупотребува поимот гордост, па по социјалните мрежи умееме да бидеме горди на се и се што. Меѓутоа, тоа е личен избор, начин на перцепција, на доживување на нештата, па и избор на тоа која емоција ќе чувствуваме и која емоција ќе артикулираме. Надежта е пријатно чувство кое што го чувствуваме додека замислуваме, додека визуализираме како некои наши планови ќе ни се остварат, како ќе оствариме некои цели, како ќе ни се остварат некои желби и искрено се надеваме. Се вели дека надежта последна умира. Надежта понекогаш може да не доведи до тоа да се залажуваме, лажна надежда си даваме и тоа е на крајот на краиштата избор, а ако го имаме како човечки суштества, како чувство, иако од време на време го чувствуваме и се надеваме, тогаш му посветуваме внимание овде, без да се земаме ставови, добро е, не е добро, лошо и така натаму. Копнежот, кој што е пострасна емоција од надежта, односно тој го чувствуваме додека сакаме да ни се оствари некоја наша желба и е најчесто поинтензивен од надежта, поврзан со некои дополнителни фантазии, се нарекува активна ментална страст за некоја специфична желба. Фантазијата е убава, а ни го разубава и збогатува животот. Кога копнежот ќе се сврти против нас, ќе ни направи повеќе штета отколку задоволство и неостварените копнежи многу често може да не доведат до разочарување и очај, па треба малку да повнимаваме. Емпатија е чувство кое не само што го чувствуваме, туку и емоционално учествуваме во чувствата на другите. Се соживуваме со нив, е поврзано со желбата да помогнеме. Меѓутоа, таа може да биде понекогаш и деструктивна, доколку претераме со својата емпатија и стане некако вид обсесија, да помагаме, да влегуваме во туѓите животи, да се заборавиме и ако тоа ни служи како оправдување да ги преплавуваме и обседнуваме другите, или пак да дозволиме да манипулираат со нас и да ни ја црпат енергијата која што нам ни е потребна во нашите секојдневно живење. Ако имаме некогаш повеќе време, енергија и можеме да помогнеме во ред, многу често под изговор на тоа дека сме емпатични, знаеме се забораваме себе си, а да се раздадеме на другите. И тоа е така наречената темна страна на емпатијата. Почит е уште едно чувство кое е најчесто поврзано со други лица и за да имаме почит треба претходно да и чувствуваме некаква восхит од тоа што е другата личност, од тоа што го направила, постигнала во животот. Почитта, како и многуте други чувства, се јавува тогаш кога ние ќе избереме. Се вели почитта се заслужува. Да, затоа што ние лично бираме што почитуваме, кого и до кое ниво. Можеме да чувствуваме почит за некоја личност за одредени работи што ги направила во животот, што не значи дека личноста целосно ја почитуваме. Можеме, значи, да почитуваме само одредени сегменти, одредени успеси, одредени постапки. Тоа не мора да значи дека ја почитуваме личноста. Ова е битно затоа што сите оние обиди, сите барања треба ме почитувате, ти треба да ме почитуваш, се залудни, затоа што ние избираме кого и зашто и колку ќе почитуваме. Не зависи тоа од делата што другите ги направиле, туку од нашата одлука и избор дали нешто ќе почитуваме или не. Восхитот како чувство е
посилна почит, која што е постраствена и за која навистина треба луѓето да направат нешто посебно и нешто специјално според нашите критериуми, нешто што ќе излегува од она што ние секојдневно барем. Најчесто се восхитуваме на оние луѓе кои направиле големи дела за целото човештво или кои што направиле дела кои промениле одреден начин на функционирање или промениле целосно одредени верувања дека нешто не може, дека нешто многу е тешко, дека не може да се успее и така натаму. Тоа се луѓе кои најчесто многу не мотивираат. Ние се инспирираме, се восхитуваме и од убавината на природата, од неспецифични работи, од пространството, од моќта на природата, од уметноста на природата како најголем сликар, но исто така и од мегаломански градби кои ги создал и изградил човекот одолеале на забот на времето или се сами по себе спектакуларни и единствени. Истиот восхит може да го предизвикаат и уметничките дела, музички дела, представи, филмови, книги. Се зависи од тоа колку ние сме подготвени да ги освестиме, покажеме. Радост е една емоција која што е поврзана со се што е наше, се што не радува и исполнува тоа што сме го направиле, постигнале, успеале со луѓето кои не обкружуваат, се радуваме исто така на нивните успеси, на нивните постигнувања и се разбира да искажеме таа радост. Радоста е подолготрајна, радост е повеќе врзана со исчекувања и мислам дека е добро да се подсетиме дека имаме многу причини да се радуваме, исто како што имаме многу причини да бидеме благодарни. Животот има милион мали радосни мигови во кои треба да уживаме, да се радуваме и да се чувствуваме во среќата, емоција по која сите тежнееме, толку многу зборувана, пишувана, опишувана, од крајност до крајност, има среќа, нема среќа. Постојат среќни луѓе, несреќни луѓе, не може да се биде среќен, може да се биде среќен, милион различни теории. Тоа е чувство кое што е многу комплексно, покомплексно од радоста, а велат дека е и поконстантно и дека не зависи од другите луѓе, туку е нешто кое што треба да го најдеме длабоко во себе. Тоа се разбира, не исклучува да чувствуваме тага, да бидеме несреќни понекогаш во животот. Чувство кое што е многу поврзано со чувството на задоволство, смиреност, нашиот склад со себе, со природата, со блиските луѓе. Среќата сите различно ја дефинираме, различни работи не прават среќни, меѓутоа она што е исто како довербата, базично чувство на среќа, ако не го најдеме во себе, тогаш нема да можеме да го припознаеме и да бидеме среќни ни под влијание на она што надвор се случува. Сепак мислам дека среќата е една од животните цели кон која сите тежнееме. Љубов, уште едно прекрасно и многу пожелно чувство. Многу често може да чуеме има љубов, нема љубов, меѓутоа љубовта е сепак емоција која сите ја имаме во себе. Треба само да ја откриеме, да си дозволиме да ја чувствуваме, а уште повеќе да си дозволиме да ја покажеме. Во нашата култура некако под љубов се подразбира да се биде сакан, меѓутоа дали ние сакаме онака како што бараме да бидеме сакани? Дали ние сме ја пронашли, освестиле љубовта во себе? Дали знаеме неизмерно да ја делиме? Љубовта е исто една од животните цели по која трагаме, а ја носиме во себе. Љубовта може да се чувствува и покажува во различни форми, како љубов кон партнерот, љубов кон децата, љубов кон родителите, љубов кон Бога, љубов кон природата, љубов кон човештвото, љубов кон животните, кон професијата, работата што ја работиме и да не ја заборавиме љубовта кон себе. Ако не ја освестиме љубовта во себе, ако не знаеме дека имаме, ако не сакаме себе си, тогаш како ќе ги сакаме другите и како ќе можеме да освестиме љубов кон се што не обкружува. Едно прекрасно, пријатно, магично чувство, кое што доколку не се оствари онака како што ние очекуваме, бараме, може да ни донесе
големи разочарувања. Меѓутоа, тенденцијата ни животот е да сакаме безусловно или во последно време ми е многу актуелно да сакам оддалеку. Тогаш кога мојата љубов не е возвратена и тогаш кога не ми ги носи бенефитите кои сум ги очекувал, тоа не е причина јас да престанам да сакам, но е причина да изградам нови односи со луѓето кои ги сакам, да сменам други ставови кон работите кои ги сакам. Одлуката дали ќе сакаме некого или нешто, колку ќе трае тоа, е сепак само наша. Може би на несвесно ниво, но сепак е наша. Како и да е, љубовта е едно прекрасно чувство. И за крај на ова видео, за да не трае предолго, ќе завршиме со екстазата, која ни носи големо задоволство и поврзано и со љубовта, и со копнежот, и со страста, која што истовремено троши, но и дава многу енергија. И е чувство кое носи уживање и задоволство и кое не може да се опише со зборови. На крајот на криштата, како и повеќето чувства. Меѓутоа, екстазата е на вистина едно чувство кое не тига ни овозможува да се чувствуваме ние многу интензивно, а и она што се случува или она што го гледаме или она во што сме вклучени. После вакви позитивни, мотивирачки и воздигнувачки чувства, ќе ве оставам во љубов, среќа, воскит, возбуда, екстаза до следното видео, со напомена дека сите овие чувства се длабоко скриени во нас. Наше е да ги пронаоѓаме, препознаваме, артикулираме, покажеме да уживаме во нив. Како што можевме да видиме, сите се поврзани некако меѓу себе, се менуваат, може да ги чувствуваме истовремено и паралелно и го збогатуваат нашиот живот. Ако дозволиме да не преплават, ако преплавуваме со нив други луѓе, ако не умееме адекватно да се носиме со нив, понекогаш и да ги контролираме, тогаш тие имаат и друга страна, односно можат да ни направат штета. Но за сето тоа и за оние помалку пријатните чувства ќе продолжиме во следното видео, затоа што и тие заслужуваат своје внимание и имаат големо влијание во нашиот живот. До тогаш ве оставам во екстатично расположение, во многу љубов, во големи задоволства и ви посакувам да бидете благодарни за секој миг во животот и за секој ден кој ви е даден на дар и за можноста да ги чувствувате сите овие чувства. Се гледаме во следното видео. Се најубаво и ви посакувам многу радост и многу среќа.